Навеќе агоничната потрага по правдата на работниците, сегашни, поранешни и пензионирани од загубарот Еврокомпозит никако да и се стави крај. Тие денеска повторно излегоа на протест барајќи од премиерот да го исполни даденото ветување и до крајот на месецов да им ги исплати отпремнините, како и за останатите плати и придонеси. И сакам од ова место да потсетам премиерот на јавно кажаниот збор од Собранието на Република Македонија, каде кажа дека во рок до крајот на февруари, ако не се најде купец за фирма, дека ќе интервенира од буџетот со 3 милиони евра, ова не го изборои се, и дека прашањето на Еврокомпозит за сите побарувања што имаме по сите основи, пензионери и ние, и да се реши. Дали ќе остане до следен февруари, крајот, уште малци, уште 2 недели, ќе видиме. Револтот на овие луѓе е уште поголем и заради неодамнешната одлука на власта финансиски да им помогне на приватни компании, а додека нив, како државна фирма под капата на владата, ги остава на милост и немилост. Премиерот нека се чукне малце глата од зителиот дрво, како може на приватни винари да му ги простува долговите со буџетски средства, тоа се наши народни пари, да ги обештетува лозарите, а ние државна фирма под капата на владата не тера вака да протестираме. Тоа е пример како јас да имам земено кредит, рата да не плаќам, а на комшијата да му плаќам ратата. Инаку вчера по неколкумесечен застој конечно им биле исплатени уште по 5000 денари од остатокот од отпремнините, кои просечно изнесуваат околу 100.000 денари по работник, а од кои до сега им беа исплатени само по 25.000 денари. Работниците велат дека ќе продолжат со протестите, бидејќи не им се доисплатени ниту платите, а ниту придонесите за 6,5 години.